Еве назад во студиото на Утрински брифинг и дозволете следниот разговор да го започнеме со еден цитат од учебник по социологија за трета година гимназија. Вели: сиромашните луѓе се со многу мали способности и вештини, со ниско образование или без образование. Не се способни за посложени работи и затоа работат како чувари, мијачи на садови, лифт оператори, кондуктери. Овие работи не обезбедуваат доволно средства за нормален живот, најчесто се привремено вработени, а повеќето се невработени и упатени на социјална помош, чија висина е доволна за задоволување на елементарните потреби за живот. Ова е во учебникот по социологија, како што реков, трета година гимназија, од авторите Ксенофон Огриновски, Трајан Крстевски, учебник издаден во 2004 година. Во 2021 година, на крајот од 2021 година, веќе влегуваме во 2022, разговараме за еден учебник полн со стереотипи, полн со флоскули кои што удираат врз секого, бидејќи ваквите дефиниции се тотално недозволени. И иако Министерството за образование има 6 месеци со своите комисии да го отстрани овој учебник, јас би го отстранил уште денеска, не наредните 6 месеци, бидејќи овдека и нема што многу да се анализира. Ова е типично стереотипен учебник. Разговараме со Лука Павичевиќ, председател на Сојузот на средношколци. Добре дојде во Утрински брифинг. Ви благодарам за поканата и добро утро. И морам да прашам, бидејќи сега се навраќаме на овој учебник, меѓутоа, овие ден-два, има ли посебна расправа помеѓу средношколците врз основа токму на ваквите дефиниции, помеѓу професорите можеби кои што зборуваат со вас? Па, можам да кажам дека нема ништо посебно и не беше некое изненадување кога се обзнани дека овој учебник е таков, бидејќи сметам дека и ние како средношколци, меѓутоа јавноста е веќе навикната да се случуваат вакви така наречени скандали, односно или преку Комисијата за заштита од дискриминација, или преку самите медиуми, или преку други невладени организации, да се покажуваат неквалитетните содржини во нашите учебници. Така што не е прв пат ова што ни се случува, да се надеваме дека ќе биде последен, меѓутоа за тоа да се случи навистина многу работи треба да се сменат во самиот, не во самите учебници како содржинска книга, туку и во самиот концепт како ние размислуваме за учебниците. И како реагираат учениците кога ќе се најдат со една? Еве сега можеби ова е пример содржина, меѓутоа кога ќе се соочите со книгата и кога ќе забележите некои нелогичности, како реагираат средношколците? Па, знам дека многумина се обидуваат да направат дискусија со професорите или со професорката, се обидуваат да објаснат нели зошто учебникот не прави смисла. Можеме да кажеме дека во многу случаи професорите и јавно и пред целата училница кажуваат дека учебникот нели не е добар. Се сеќавам дека тоа се случуваше во деновите кога бев основно, се случува и во средните училишта. Меѓутоа, ако станува збор за професори кои се поотворени или кои разбираат ситуацијата на терен. Во други случаи каде што професорот е поавторитарен или каде што инсистира поради своји причини да се придржува до учебникот, доаѓаме до еден од поголемите проблеми во македонското образование, тоа е слепото рецитирање на материјал. Каде што нема една двонасочна комуникација, каде што учениците, барем се сеќавам и на моите средношколски денови, најомилени професорите се оние со кои што можеш да разговараш, а не оние кои што само ти ја предаваат содржината. И сега кога ќе дојдеме до една ваква ситуација каде што професорот можеби ја чита ова содржина, а ученикот нема право да одговори или да праша, или пак можеби има некакви потиснати стравови да праша, да одговори, кога нема таква, ќе речам повторно, двонасочна комуникација, тогаш какви кадри поминуваат понатаму, нели, во факултетските денови? Апсолутно, што сакам да кажам е следново. Зашто и самата комисија во заклучоците вели дека учебникот предизвикува продолжено и повеќекратно вознемирување, бидејќи во употреба е повеќе години. Јас сум роден во 2004, значи веќе ќе има 18 години употреба. Што сакам да кажам со ова е следново. Буквално се случува детето кое сака да добие повисока оценка или сака да се избори за петка,
Не му е толку од интерес да се расправа со професорот или да се објаснува зошто учебникот не е во права, доколку професорот инсистира учебникот да биде набубан и материјалот од учебникот да биде изрецитиран. Многу пати се случувало во клубите, деца на самохрани мајки, припадници на сексуалните малцинства, ученици што доаѓале од сиромашни семејства, всушност за самите себе да може да требале да цитираат вакви навреди, стереотипи и предрасуди. И секако тоа негативно се одразува на нив. Ми спомна дека учебникот веќе ќе наполни 18 години, што ќе рече дека и ние, можеби како општество, сме потврлиле што дури после 18 години коалицијата Маргини го наоѓа оваа содржина и реагира до Министерството за образование. Ако се осврнеме наназад на изминатава година, Лука Павичевиќ годинава всушност и стана претседател на Сојузот на средношколци. Можеби она реформа за дигитално образование кое што не знам и колку беше сватена доволно, не знам и колку беше протуркана доволно од ресорното министерство, е една од работите кои што го одбележа образованието. Меѓутоа го одбележа и неколку мали, поситни, меѓутоа скандали низ училниците. Каква оценка може да се даде, Лука, на изминатава година? Ако ми дозволите конкретно за учебниците еден подолг одговор, сосема на кратко, бидејќи сакам да направиме сублимат на состојбата, бидејќи ние и претходно имаме работено на прашањето за учебниците. Работава е следна. Генералното мислење на средношколците за учебниците е негативно, бидејќи и самите ги примитуваат неквалитетите во истите. Втората работа е учебниците користат технички јазик, што е можеби е тежок за разбирање, не е доближен до средношколците како таргет група. Исто така, преводот на учебниците е многу лош, особено кога станува збор за тие по природни науки или слични, што се преземени од странство. И тука можеме да кажеме колку е чудна нашата состојба како држава, бидејќи дури Google си го апдейтираше својот софтвер за превод и тој во многу инстанции прави подобар превод отколку тој материјал што е преведен во учебниците. Исто така, кога станува збор за дигитализацијата, ние како Сојуз ја поддржавме дигитализацијата, меѓутоа предупредивме дека таа мора да биде постепена и мора да се тргне со нејзе внимателно. Бидејќи имаше обиди за некаква дигитализација на образованието како што нарекуваат властите, меѓутоа сите тие некако закочија кон е-дневникот или кон присуството на компјутери во училница и дигитализацијата тука запре. Зошто е важна дигитализацијата? Не е конкретно дали ќе биде учебникот на хартија или дигитален, тука е следново. Филозофски, македонскиот средношколец, но и македонскиот студент, кон материјалите што му се презентирани како настава, гледа како на апсолутната вистина. Односно е приморан да гледа како да се апсолутна вистина. Не се стимулира истражување, можеби, на поедини теми. Апсолутно. Тоа е поентата. Бидејќи учебникот од страна на не на сите професори, меѓутоа од страна на доминантната сила во образовниот систем е наметнат како една апсолутна вистина што мора да се научи наизуст и да биде презентирана кон професорот за да се добие висока оценка. Тој е еден доста патерналистички пристап и е прескриптивистички во тој поглед, бидејќи се наметнува одредено гледиште. Затоа го имаме овој проблем со учебникот, бидејќи учебникот наметнува гледиште. Факт е дека ваквите стереотипи, ваквите предрасуди постојат во нашето општество кон сите од овие групи, меѓутоа учебникот не кажува дека се стереотипи или не презентира алтернативни гледишта, туку ги наметнува овие како доминантен став. Доколку имаме учебник кој ќе стимулира првен истражување, кој ќе стимулира критичко размислување и кој ќе стимулира понатамошно читање на материјали, тогаш веќе и самата содржина на учебникот нема да биде толку важна, бидејќи учениците сами ќе доаѓаат до заклучокот и сами ќе го водат процесот на учење. Сигурно. Особено во време на дигитализација, каде што средношколците имаат пристап до повеќе содржини бидејќи интернетот не беше, или барем во мое време тогаш се развиваше, меѓутоа сега се е пристапно, сега за се може да се најде дополнителен материјал на интернет.
и тоа материјали кои што се потврдени, материјали кои што можат многу да го научат еден ученик. Ние се уште се бавиме и всушност немаме материјал кој што ќе му каже на еден средношколец кој што впива се уште за време на тоа образование дека кога мажот чисти дома или кога помага во било какви други работи, не е папучар како што се вели во некој од овие учебници. Еден куп други примери кои што го напаѓаат интегритетот на личноста и врз различни делови, дали е тоа религиозните, сексуалните определби, родовата еднаквост или било какви други дискриминации. Лука, сметаш ли дека тој процес со дигитализацијата беше доволно разбран? Барем бидејќи се појавија неформални групи кои што велеа дека тоа не е правилниот начин како треба да се носи една дигитализација, меѓутоа еве гледиште на вас средношколците. За едно општество е добро да постојат сили што на некој начин ќе ги успоруваат овие процеси за да апелираат на чувството на предпазливост и внимателност. Бидејќи што поголем залак се зема, тоа е поголема шансата некој да биде удавен во самото тоа, така што кога станува збор за образование, многу е важен принципот реформите да бидат спори, да бидат добро мислени пред да бидат почети, односно пилотирани, експериментирани и слично, а нивниот ефект се гледа многу подоцна. Токму затоа и ние апелиравме да се биде предпазлив и внимателен, меѓутоа тоа што го правеа таквите иницијативи всушност не беа конзервативни сили на некој начин, туку беа ретроградни сили, бидејќи сакаа да го тргнат времето назад. А тоа не е возможно. Така, како Средношколски сојуз, сега бидејќи имаш и поголем увид во начинот на како функционирате, нели? Колку често сте третирани во разговори за реформи во образованието? Не мора тоа да биде само Министерството за образование, може да бидат наставници, професори кои што се носители во тие предвесници за реформи. Па на грасоец нивото имаме со поединечни професори добра соработка, особено тие што се поотворени кон ставот на учениците, што станува збор за централното ниво каде што се институциите, реформите во средното образование не беа баш многу отпочнати, повеќе беше фокусот изминатава година на основното образование, меѓутоа ние секогаш сакаме да делуваме проактивно, а не реактивно, сакаме и ние да даваме иницијативи. Ме прашавте нели како поминала 2021 година, можам да кажам дека од аспект на инволвираност во средношколците завршивме многу работи, најважната е секако што успеавме да ги вратиме сите средношколци во ученичките клупи. После две нецели години онлайн настава, државата како приоритет стави дека образованието треба да биде пред сите други општествени области и учениците се вратија во клупите. Успеавме да се избориме и со нелегалните исплаќања на сведителства, да ги покачиме ученичките стипендии. За 2022 година нашите приоритети ќе бидат први на работа на бесплатниот јавен превоз, со почеток во град Скопје, подоцна и во сите други единици на локална самоуправа, така што сакаме да засилиме и соработката со локалната власт, за конечно превозот да биде бесплатен за сите средношколци во текот на целата година. Продолжуваме со иницијативата што ја започнавме со ИДУЕП на работата на Законот за средношколското организирање, каде што Македонија ќе стане првата земја, за прв пат во македонската историја средношколското организирање ќе биде регулирано со закон. Подоцна исто така се планираат и активности од областа на менталното здравје, работата на училишните психолози, како и неколку предлози за подобрување на самиот наставен процес, меѓутоа и за искоренување на корупцијата во истиот. Лука Павичевиќ, председател на Средношколскиот сојуз, благодарам за одвоеното време. Ќе имаме прилика сигурно да разговараме повторно, бидејќи образованието е или треба да биде тема која што постојано или се обновува, па така и идеите на средношколците постојано треба да бидат актуелни. Благодарам. Ви благодарам.